duša, udarnička pesna, denovive se sluša, od Buči Mržanovo, Zletovo i Raduša. Naskoro po večeru da će ni stasa, od Tajnište Damjan, Banjan i Sasa. Naskoro po večeru da će ni stasa, od Tajnište Damjan, Banjan i Sasa. Aj la 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 la, aj la 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 la, aj la 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 la, aj la 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 la, aj la 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 la, aj la 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 la. Рударството представува една грана од технологијата која служи за откопување на минералните сировини кои се наоѓаат во земјината кора. Развојот на рударството датира уште од праисториски времења, уште од камена доба, кога човекот не знаел никакви блага, освен што го користил златото, среброто и некои, и тоа првенствено за накити. Со развојот на човечанството доаѓа до развој на рударството и оно денес представува една од најважните грани, меѓу најважните грани во нашата индустрија. Со помош на рударството се вадаат минералните сировини и тоа на три начина. Минерални сировини кои се наоѓаат во подземните, во подземјата, и тоа металични и неметалични минерални сировини, и минерални сировини кои се наоѓаат на површина, па дури и минерални сировини кои се од каустопиолити, односно нафта и земни гасови. Рудникот Злетово, погон Добрево, експлоатира олово-цинкова руда, која се користи за потребите на нашата индустрија. Овој рудник се вади, односно се експлоатира повеќе од 50 години. Начинот на откупувањето е подземно, со дупчење на мински дупки, минирање, утовар на минираниот материјал, транспорт на истиот, кој до главните рудни сипки, а од таму со транспорт со локомотиви кои се на трола се транспортира до пробиштип, каде е сместена флотацијата за понатамошната подготовка на минерална сировина за експлоатација. Ej, rudari, rudari smeli, nemate čisti, ali šta veli, no zatvarat se imate vredni, silni, cvrsti kočeli. Се викам Костова Сузана, од село Тишиново, Кочинско. Учам во Рударско-геолошкото училиште во Пробиштип. Јас се определив за ова училиште бидејќи ме привлекува, затоа што рударството е една посебно занимлива наука. Татко ми е рудар и јас го сакам рударството. Се викам Ивановска Снежана, иначе сум од Битола. Иако многу ретко девојчиња се определуваат за рударската струка, јас ете се определив, не потекнувам од рударски град, но сепак дојдов тука да учам затоа што до некаде ме привлекува рударството. Професијата многу ми се допаѓа затоа што тоа е еден вид предизвикување за човекот да се спушта под земја и секако да се надева дека ќе излезе пак на површина. Се викам Оне Спасов, инаку живеам во Пробиштип. Имам голема желба да завршам рударско училиште, бидејќи потекнувам од фамилија каде што и татко ми работи како рудар. Mi trebat minerali, teški i lesni metali, mi trebat
bakar i zlato, olovo, cink i srebro. Ni treba se poveće ruda, rudnici novi se budat, ni te pred nas što idat, udarnički mekani bidat. Ej, rudari, rudari smeli, nemate čisti, ali šta beli, no zato arace imate vredni, silni, cvrsti ko čelik. Ej, rudari, rudari smeli, nemate čisti, ali šta beli, no zato arace imate vredni, silni, cvrsti ko čelik. Mi treba se poveće jaglen, zimite da ne bidat problem, popečkite ognota pafta, da zaštedime struja i nafta. Ej, rudari, rudari smeli, nemate čisti, ali šta beli, no zato arace imate vredni, silni, cvrsti ko čelik. Ej, rudari, rudari smeli, nemate čisti, ali šta beli, no zato arace imate vredni, silni, cvrsti ko čelik. Се викам Ванче Саев. Во рудникот работам 15 години, од која како прво дојдов како неквалификуван рудар. Потоа полуквалификуван, квалификуван, високо квалификуван и сега сум сменски надзорник. Сменски надзорник на Жица 2. Рударството е доста тешка гранка. Меѓутоа и во рударството мора некој да работи. Тука сме ние негде на околу 170 до 180 метра подземја. Овде на овај откоп се развива целиот циклус на работа. Бушење, утовар, засип, транспорт на рудата до главната сипка и од која што главна сипка се истерва во флотација. Видете, од како жицата ќе се пронајде со длабинско истражување, ние потоа ја откопаваме. Ние откопаваме жицата на тој начин што прво ја избушиме, потоа ја минираме. После минирањето следува утовар на жицата. Во вагони се таа утовара и потоа иде во главната сипка. Тоа се врши секој дневно со машинерија, додека напред се тоа било рачно. Тоа рачно сега е изоставено и сега имаме машинерија. Тоа се гледа и од ова наша машинерија која што ја гледам моментално сега. Со иста машинерија работиме во рудникот сега секаде практично.
Па спрема мојот труд, кој што работам овде во рудникот, јас заработувам негде до 2 милиона и нешто више, 2 милиона и 100 на пример. Работам во 3 смени. Прва, втора и трета смена. Спрема трудот, спрема заработката, можеби е малку, можеби е многу, не знам како е ценат луѓето други, него уште мислам да е тоа доста малку кај нас во рударите. Во праисториското време, пред стотици илјади лета, човекот со камен се служел, имал секири, шилци и длета. Бил веќе успешен ловец, по шумите безбеден спиел, но студови наеднаш дошле, пештера морал да се скрие. Од молњите огнот го скротил, по светот на чудата влетал, случајно крај огнот открил, од каменот се истопил метал. Започнала новата ера, се разбудил нов човек мудар и на пат кон звездите тргнал. Од
денот кога постанал рудар. Еве сега се наоѓаме во мојот дом. Јас тука живеам со мојата фамилија, со жената, со ќерката и со синот. Станот ми е еднособен стан имам кој ми е даден од предпријатието. Меѓутоа, тогаш ми беа децата мали и станот ми беше доволен за тогаш. Додека сега децата ми пораснаа, па се надевам дека ќе добием и поголем стан. Ќе ми искочат во сусрет другарите кои што знаат тие дека имам таков мал стан. Децата сега ми учат тука, едното е во девојчето, ми е во средната школа, усмерена школа на хемиско одсек таму тие, а синот ми е 7 одделение и сега 8. Жената не ми работи никаде. Таа се е дома и ја гледа куќата, као домаќинка дома. Секоја година одеме на одмор. Имаме добри услови за одмор кои ни ги организира синдикатот. Имаме летувалишта на море, летувалишта на езера, на бањски лекувања. Каде сакаме, таму можеме да одеме, имаме добра бенефиција. За својот труд вложен во рудникот, добив и едно доста големо признание кое е за мене, тоа е спомен плакета во вид на пуштањето на фабриката за акумулатори. Јас се викам Нада Савев, супругата на Ванчо. Како што каже Ванчо, јас сум домаќинка на ова семејство. Да, јас се грижам тука, водам рачун све што треба во домаќинството, за купување за било што. Иако една плата имаме во куќата, сепак добро поминуваме. Да се биде жена на рудар, тоа не е лесно. Затоа што работата е тешка, иако не сме биле таму на лице место да видиме, сепак знаеме дека е тешка. Доваѓа до несреќи и затоа стално сме во мисли. Јас сум Маја. Учам во средно училиште, а за работата на татко ми мислам дека таа работа е многу тешка, затоа што сум била во Доброво и сум го видела како излегува од работата и не знам. Мислам дека многу му е тешка работата. Јас учам во средно насочено образование, хемиско училиште и мислам да завршам хемиски техничар. Ударничка песна деновиве се слуша од Бучи, Мрежаново, Злетово и Радуша. Ударничка песна деновиве се слуша од Бучи, Мрежаново, Злетово и Радуша. Целокупната руда која што ја откопаваме ние во Добрево се донесува тука во овие бункери. Овие тука се донесува со овие вагони кои што се преку тунелот кој е поврзан во Добрево. Оттаму тоа се донесува тука во овие бункери, а потоа од овие бункери оде преку трака која го однесува до дробење на рудата. А потоа, после дробењето на рудата, таа оди во флотацијата кај се преработува.
Тоа беше накратко мојата професија. Само едно да кажам, да бидеш рудар е честно, сретно. Mi trebат минерали, тешки и лесни метали, ми trebат бакар и злато, олово, цинк и сребро. Ни треба се повеќе руда, рудници нови се будат, ните пред нас што идат, ударнички мекани бидат. Еј, рудари, рудари смели, немате чисти, али штапели, но затоа раце имате вредни, силни, цврсти ко пчелик. Ми треба се повеќе јаглен, зимите да не бидат проблем, во печките огната пафта, да заштедиме струја и нафта. Еј, рудари, рудари смели, немате чисти, али штапели, но затоа раце имате вредни, силни, цврсти ко пчели. Еј, рудари, рудари смели, немате чисти, али штапели, но затоа раце имате вредни, силни, цврсти ко пчели. Ми треба се повеќе јаглен, зимите да не бидат проблем, во печките огната пафта, да заштедиме струја и нафта. Еј,